студио артистико и мејкап артистот Ангела Стојовска и стилистот Сашка Кузмановска ќе се работуваат на нашиот нов проект во продукција на Ексклузив МК. Ангела е млада и енергична девојка, мејкап артист во светот на убавината. Во интервјуто што следи ќе ни открие неколку детали за тренди изглед. Здраво, Ангела, што току завршивме со мојата трансформација, се надевам дека добро изгледам. Сега да ти поставам неколку прашања. Колку убавината на девојката е инспирација за тебе и придонесува за тоа како таа да изгледа? Здраво, Сања, благодарам и на тебе што си денеска тука. Се надевам дека ти се допадна како изгледаш. Значи, на твоето прашање би одговорила дека убавината не е присутна за нашата инспирација. Баш пред некој ден имав едно такво искуство со една наша убава девојка и клиентка, која што ми покажа дека многу е битна енергијата која што носи во себе. Така да би кажала дека енергијата и карактерот на еден клиент прави да ние се чувствуваме убаво и тоа се рефлектира врз самиот клиент. Колку ефтината и скапа шминка донесува до ист ефект? Значи, дефинитивно како професионалец треба да поседуваш нели професионална козметика. Професионална козметика е потребна од повеќе аспекти пред се за поголемата истроеност на самата шминка. Значи, ние имаме клиенти кои што е потребно да бидат средени и спремни преку целиот ден. Таа професионална козметика го возможува баш тоа. Значи, ефектот да шминката биде истрена, квалитетна, нели се работи сепак за лице, мора да биде све чисто средено, убаво и тоа е тоа. Така да дефинитивно е битен момент да биде тоа добра професионална козметика. Актуелни се тие контури на лицето, колку тие го менуваат ликот на девојката, бидејќи гледаме фотографии од пред и потоа и се видно изменети. Така, апсолутно. Не би рекла дека не го менуваат ликот. Сепак можам да кажам дека го менуваат визуелно. Значи, ти си тој кој што си. Ние може да потенцираме и да нагласиме нешто што треба или да прикриеме нешто што не треба да се види кај една девојка. Значи, сепак мислам дека не треба да се залетуваат туку девојките по тој момент, затоа што тоа е моментално тренд и утре може да не биде. Треба да биде суптилно покажано, убаво, нормално. Самата шминка го менува ликот, така да мислам дека е тоа доволно. Не секој има храброст да ги следи светските модни трендови кои некогаш се необични, дали ти би ги преминала на себе? Апсолутно да, немам никаков проблем со тоа. Дали е нешто трендовско или не, мене многу не ми менува. Се што ми се допаѓа, би го применила на себе. Така да, кога е нешто тренд, е полесно да го прикажеш на себе за да го прифатат нашите луѓе тука. Така најверојатно полесно се чувствуваат. Во мојата професија, се што е тренд, би го прикажала пред се на себе за да видат дека тоа може добро да изгледа и дека не е воопшто страшно. Вие двете сте тандем, како дојде до заедничка соработка? Значи, јас и Сашка се дружиме веќе на приватен план 10 години. После некој период од мојот живот решив да почнам да се бавам со оваа професија, која што работам скоро 4 години. Она во незината професија е веќе 14 години, така? Решивме да ги споиме двете бранши и да направиме еден бум. Дали се вклопувате во работата или одите по барањето на вашите клиенти? Во принцип ги слушуваме нашите клиенти и нивните барања. Меѓутоа, најмногу ни се допаѓа кога препуштаат во наши раце. Тогаш нашата енергија и инспирација доаѓа во поголем израз и ефектот што се добива и што се постигнува на крај е тоа зашто не бараат. Како се справувате со проблематични клиенти? Со проблематични клиенти? Во принцип немам проблематични клиенти, освен оние што ми се најблиски, како Ангела. Ангела ми е во принцип најпроблематичниот клиент што некогаш седнал на моје столче. Со сите луѓе така си е. Да, со блиските во принцип ми е најтешко, да. Сите оние што ми седнуваат и што со повеќе години се на мој столче во мои раце, ми се без проблем. Значи немаат никакви ниту сугестии, ме веруваат во целост. Сашка, кога веќе смеќе коса и фризура, што е моментално актуелно за овој период? Моментално се тренд нюансирани коси, балеаж техники и омбре и сите тие техники. Кога станува збор за фризурите,
Многу ми се допаѓа што дојде тоа време да се носат фризури што јас ги сакам, што ми лежат. Тоа се лабави фризури, вметнати плетенки, значи без разлика за каков настан се работи. Често гледаме нели на црвен тепих и на свадби, на било какви прилики да се носат плетенки. Тие ми се милени, така да тоа е моментално во тренд. Полабави фризури, посмирени. Соработуваш со различна клиентела, значи доаѓаат различни девојки кај тебе. Моментално ќе се работуваме и ние на еден нов проект на Ексклузив МК. Да ни кажеш нешто повеќе за тоа и дали ќе имаш нерви и време за сите тие девојки манекинки кои што ќе доаѓаат и што ќе ти бараат различни работи да им го смениш изгледот. Многу ми е мило што ќе соработуваме и што ќе работиме заедно на овој проект. Сум работела на разни проекти со многу манекенки модели. Знам да се справам, така да фино ќе биде. Мило ми е што проектот не бара големи фризури, така да се ќе биде во мој стил. Мислам дека убаво ќе се склопиме. Да, и мило ми е што студио артистика е дел од проектот. За крај ти благодарам што ќе соработуваме и понатака. Се надевам и да ни кажеш нешто повеќе за тебе и што планираш во иднина. Благодарам на соработката која што допрва ја отвараме, нели? Се надевам дека проектот ќе биде супер и дека ќе соработуваме понатака. Што планирам понатаму? Моментално сум посветена на мојава работа. Имаме премногу блокирани термини, се работи за период каде што има доста свадби, така да секој викенд сме оптеретени со тоа. Имам многу време слободно за шетање и излегување и така натаму. Гледам да го потрошам моето време со моите најблиски, моите сакани. Во иднина околу работата, можеби нешто ново кое што ќе биде малце поразлично, бидејќи од ова сум малку заситена.